Не е тајна дека имаме уште разлики по прашањето на опфатот, а тоа прашање влијае на сите други елементи. Тоа прашање, како разлика, остана посредбата ден и пол дводневна, да речеме, во Охрид, и е едно многу значително и суштинско прашање. Значи, ако потенцијалниот пакет решение е условно кажано составен од 4 елементи: новото сложено име, опфатот на употреба, одредницата за јазикот, одредницата за нешеналите или за државјанството, дали сега треба да заклучуваме дека условниот напредок е направен во делот на самото име, јазикот и нешеналите, на начин на кој што ги задоволува она што македонската страна упорно го повторува, идентитетот и достоинството, и дека главната пречка сега е опфатот? Имам дилема колку треба да бидам експлицитен во одговорот, бидејќи со оглед на тоа што од овие суштински 4 елементи, еден очигледно уште стои како разлика, што влијае и на другите, можеби можам само имплицитно да одговорам дека во нашата цел да се постигне поголема дистинкција, бидејќи тоа го бара Грција, во интерес на нашата иднина, отварање на вратите, инвестирање во ова пријателство со соседот, нас ни е важно да не го чепнеме идентитетот, бидејќи тоа не можеме да го менуваме со договор, нити било која политика сега, идна, мината, тоа може да го направи. И тука имаме сигнали од Виена, после тоа сега, кои што одат во добар правец. Меѓутоа, многу е важно и ова решение да биде одржливо. За да биде одржливо, мора да биде достоинствено. И во тој елемент уште имаме разлика во елементот на опфатот. Мислам дека е важно кога се мерат чекорите и идниот договор да се води сметка за сегашниот правен режим. И договорот или нацрт договорот да се мери во однос на реалноста каква е сега, а не во однос на почетните преговарачки позиции. Бидејќи почетните преговарачки позиции можат да бидат и многу далеку од реалноста. И затоа е многу важно да знаеме каква е ситуацијата сега. Сега ситуацијата со опфатот е многу јасна. Ние меѓународно имаме на некој начин двојна формула. Референцата поранешна Југословенска република Македонија употребуваат 1/3 од земјите членки. Во сите релевантни меѓународни организации сме главно со таа референца. Но дозволете да забележам дека само копи-пейст на она што е опфат сега во делот на The Former Yugoslav Republic of Macedonia сигурно нема да биде доволно за да се стигне до решение. Ова го споменав само како точка од која што треба да се мери финалниот резултат, суштината на договорот. И мислам дека во проекциите на тоа што сега се разговара, ако има политичка волја, може да се најде со можеби степен на креативност начин како да се допрати нивните главни интереси, а да си ги зачуваме и нашите главни интереси.